Рамис Ефенди, сакаш ли ајран? Сакам. Па ајде. Мустафа, те гледам си се замислил, зошто така? Ништо, чичко Рамис. Размислува како ќе ја спаси татковината, тато. Така е. Чичко Рамис, знаеш ли дека јазикот на ќерка ти многу и пораснал? Таква е таа, синко. Таква е од Господ. Со сите се задева. Не се задева само со тебе. Ајде, јади, Керко. Па таква сум, јас од Господ сум таква. Фатма, јас не давам збор да се каже за Вахиде, машка ќерко моја. Да си жив, татко. Господ мене не ми даде машко дете, ама ова Вахиде со својата храброст вреди за 40 мажи, јунаку мој. Машала, колку и личи на мојата Керка да се тепа. Да се тепа и да остане дома. Да остане ли, Што велите, Да не остане. Не треба да остане. Нека се омажи со намик. Што вели? Тебе не ти зборувам на Вахиде и велам Вахиде, не ли е Пеливан, да бидат исти со Пеливанот спанак. Ама, мамо, јас јунака немаше да се мажам. Никаде не гледам маж доволно добар како за мене. Јас немам нијед да се женам, тето Фатма. Можно ли е тоа? Може ли? Може ли женачка без нијет? Господја Бедија, нека ја среди работата за тебе и невресте, може ли? Што? Невресте? Аха. Ама, тето Фатма, јас немам нијед да се женам. Абе, каква невресте? Зошто така зборуваш, Мустафа? Невресте е многу добра девојка. Знаете, девојченци, и вие знаете, нели? Постојано вака прави. Колку убаво ја имитира. И усните и себе вака. Иста си. Невресте! Убаво! Значи, има... вакви устни, така ли? А очите какви се, тето Фатма? Очите и се многу убави. Не и се вакви сини, како да кажам. Да ти Хатидже, да ти Хатидже. Како незините се, вака, кафени, да. Како насрна и се очите. Како насрна? А устните вака, а очите еве вака. Тето Фатма, јас мислев и велам оваа женачка може да ја биде. Браво, Бесинко, браво! Браво, Мустафа! Штом има вакви усни и очи како насрна, зошто да не може? Невресте. На сите нека ви е на здравје. Јас се најадов. Што се случи, Вахиде? Да не те фати секлет? Јас ќе одам да стражарам, татко. Војникот во куќава. Види го господинот гад. Намик да речеш не е намик. Мустафа да речеш не е Мустафа. Одвратен маскиран женка. Екселенцијо, ние како Обединето кралство со задоволство подготвени сме да посредуваме помеѓу турската и грчката влада. Ако прифатите да ги повлечете војните бродови, и ние сме подготвени да сториме се грчката влада да ги повлечат сите војници од островот Крит. Додека грците не се повлечат од Крит, ние не ги повлекуваме бродовите. Не. Мистер Џорџ. Тогаш ве молам, дозволете ми до утре изутрина, Ваша Екселенцијо, да им ја пренесам на грците вашата одлука. Се надевам дека утре изутрина оваа криза ќе биде надмината.
Го спасивме Крит Паша. Утре из утрина повторно ќе се разбуди со звуците на молитвата. Ти благодарам, Господе. Напразно се мачиш, попусто се мачиш. Немој. Немој воопшто да се мачиш. Му кажав на Тајар Ефенди и го заковав прозорецот. Што правиш, Хатидже? Ништо не правам, Хасон, ништо, ева тука. Срам да ти е. Ова е премногу. Сакат да го јадам тоа гадно нешто. Меријам? Молам, бато. Што правиш тука? Ништо, онака ме фатија жештини. И мене. И мене ме фати секлет Меријам. И мене. Меријам? Што се случи? Ништо, батенце. Има нешто. Гледам јас. Ајде кажи. Господин Дилавер, Што му е на господин Дилавер? ми рече дека сакал да се ожени со мене. Господин Дилавер? Јас многу го сакам господин Дилавер. Сите многу го сакаме, секој многу го сака. Така ти рече, сакам да се омаже за мене, мислам, така. Не е баш така, бато. Сакал да остане во Песочан и само поради тоа сакал да се ожени со мене. Мислам, господинот Кајмакам сакал да склопи лажен брак со мене. Лажен? Донеси го. Добро утро, татичко! Добро утро, ќеркички! Добро утро, татичко! Емине, пембе! Добро утро, татенце! Добро утро, Зарифе, гулавице моја! Добро утро, татенце! Добро утро, Вахиде! Да ве бакнам! И тебе! Гулапче! Добро утро, Вахиде. Што е на ова? Не знам, сигурно не слушна. Рамис, да не цркнеш, Рамис. Кога го внесе овој внатре, ќе ти искрчам главата. Добро утро, Фатма! Види. Добро ви утро, Рамиз Ефенди, Намик, Добро утро, Фатма. господја Бедија! Добро утро, господја Бедија. Добро ти утро, Фатма моја. Добро утро, господја Бедија. Зошто си дошла тука волку рано? Зарно е. И тоа многу арно. Што ема тоа толку арно? Симни се долу да ти кажам. Разбрали ма? Разбрав, многу те разбрав. Чекај, идам. Вахиде, ќерко, ќе ми кажеш ли зошто на овие вака им играат очите? Не е ништо, тато. Нека е жива и здрава господја Бедија. Му нашла на Намик една добра прилика, па дошла тоа да го каже.
Знам, не вресте. Немој, Чичко Рамис. Господја Бедија, да си жива. Си му нашла добра прилика на внук ми, да си жива. Чичко Рамис, нема таква нешта. Многу се израдува, нели намик? Ти вчера беше согласен. Ете, гледаш, среќата ти дојде пред нозе. Господја Бедија, да влеземе внатре, ајде. Ајде да влеземе. Мамо, Што се случи? Хатиđe? Хатиđe, што се случило, Ќерко? уште малку јас ке полудам. Керко, што е? Хасан не го јаде тоа што му го даде и сега стана уште понамќор, полош. Хасан ништо не ме слуша, татичко. Ти, Хатиđe, не грижи се. Јас подоцна ќе зборувам со него. И јас ќе дојдам, Чичко Рамис. И јас ќе зборувам. Хасан мене ме слуша. Ти каде одиш, синко? Ти треба да останеш дома и толку. Што ме така, јас сега си одам, ама веднаш ќе се вратам. Па ајде, Веднаш се враќам. ајде. Хатиđe, ајде внатре. Ајде, ќамуш. Вие ја пребаравте куќата на господинот Дилавер, нели команданто? Да, кајмака му. Јас лично ја пребарав. Аха. Печатарската машина не е во таа куќа. Може би не е во куќата, ама печатарската машина има врска со господинот Дилавер, сигурен сум. Мислам дека грешите, кајмака му. Ќе видиме, команданте. Ќе видиме. Влези. Пристигна бугарскиот амбасадор, господине. Нека влезе. Благодарам. Добре дојдовте, господине. Доцните. Грците почна да ги повлекуваат бродовите од Крит. И за многу кратко време ќе ги повлечат и војниците. И вие не ќе можете да искористите можноста да профитирате од нас. Сега, ако сакате, и ако имате време, би сакал да ве почестам со едно турско кафе. Ова ич не го очекував од тебе, Дилавер Ефенди, ич. Значи ти на сестра ми и нудиш нечесен брак, така ли? Ќе видиме. Хасан? 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 Ти сега ли излегуваш од дома? Зошто задосни? А? Хатиđe дојде кај нас. Што правеше до сега? Зошто не си на работа? Сум се успал, татко Рамис. И штом нема кој да ме разбуди, ќе задоцнам. Добро што не те разбудиле, да поспиеш и да бидеш силен. Татко Рамис, ич нему да почнуваш на таа тема. Ич не ми зборувај. Ајде да одиме. Одиме. Што и да правев, мамо, не успеав. Еме лутко и многу е чуден, како дете. Хатиđe, да си жива, Вахиде. Што ти зборувам тебе постојано? Ете, мажите се такви. Изгледаат како мажи, а всушност се деца. Така? Еве ти мајчински совет. Види, на мажот ѓаволот му е жената. Разбираш ли што ти велам? Ти треба полека да делуваш. Сладко, лесно, лесно. Што и да направи, ќе мисли дека самиот сакал. А ти пак не можеш да нахраниш еден Хасан со маџун. На кого ли се метна, не знам. Тврдоглав е, мамо. Немал тој никаков проблем. По цели денови само тоа го зборува, ништо не ме слуша, ке речеш дека нема ум ни колку девојчињава. Ти за нас велиш дека сме без ум, дадо? Ние сме умни. О, зарем би кажала такво нешто за вас, душички мој? Само велам дека Зетви нема ум колку вас. Добро. Да ми простиш, дадо, ама тој гаден маџун и мене да ми го дадеш и јас не би го јадела, жи Бога. Што е тоа? Ма на ништо не личи. Не бидете толку неправедни кол Хасан. Вахиде, не знам што ти е денеска тебе, ма. Сакаш и тебе да те задавам како татко ти? Ти што сој излезе вака? Никаков сој. Господе! Мустафа бега. Што рече? Бега, мајко. Намик! Ти каде ќе одиш, бре? Јас, што ти реков тебе? Ти реков ли дека ќе дојдат гостите или не, а?
Гости ли? Господе, како ли сум заборавил јас? Фатма? Еве дојдоа. Сега ќе ти раскажам една приказна и така ќе ти помине маката. Слушај сега, мојот пра дедо Мамут Мустафа Рамис имал една мака исто како и ти. Му рекле дека мора да јаде многу мед, а тој никако не сакал да јаде мед. Еден ден многу се изморил, многу млеко продал и си легнал под едно дрво и заспал. Сега, вака на дрвото имало вака полна кошница со пчели и со мед. Кошницата била голема и полна. Почнало да дува силен ветер, силна бура и таа кошницата, полна со пчели и со мед, паднала врз главата на дедо ми. Од една страна го касале пчелите, не можел да извади кошницата. А за тоа време медот течел врз него и тој почнал да голта. Потоа вака дедо ми слаб и исушен како тебе, станал баш како пеливан. Ајде погоди, колку деца направил? 4. И сите? Сите во исти момент излегле. Вака, ај на твоја глава. Оди ме. Според телеграмата, грците почнале да го напуштаат Крит. Веднаш да ги известите воените трупи. Се прекинува мобилизацијата. Веднаш реков. Да, разбирам. Оваа вест не ве израдува Масија Христов. Од каде ви е сега тоа, почитувам Валио? Бидејќи заедно со играта на грците, се расипува играта на бугарите, почитувам помошнику. Јас сум човек кој ми е верен на осмалиите, почитуван Паша. Во тоа не се сомневам. Сега извинете ме. Повелете. Како што гледам, приказната на прапрадедо ми не ти влијаеше, Хасан? Не ти влијаеше? Татко Рамис? Да. Јас имам една работа, морам да одам. Каква работа може да имаш? Еве ти го дуќанот тука. Имам некаква работа, морам да одам. Натаму. Што ти е тебе, бе, Хасан? Ај, кажи ми. Многу сум нервозен, татко Рамис, многу сум нервозен. Еве нервоза да в глава ми удри. Кој те изнервира, бе? Дилавер. Што ти направи, бре, кај макамот на Чичо? Мене не. На Мере ми направи. Што и направил на Мерием, бе? И понудил брак на неа. Што? Јас ова го знаев. Види, Хасан, јас ова го знаев. Мислам, предпоставував. Не предпоставуваше. Дилавер, како причина да може да остане во Песочан, на Мере ми понудил брак, лажен брак. Така ли? Ти биди си мирен. Не, јас треба да одам и да му кажам два збора. Ти реков биди мирен. Не можам, велам, не можам. Види, кој станува со лутина, седнува со загуба. Прво јас ќе зборувам со кај макамот на Чичо. Може би не е како што мислиш, Хасан? Како што мисламе, како што мислам. Ќе видиме. Пати го ти чамуш. Ама немој да ти избега како и минатиот пат. Никако. Ајде, одам. Види, господја Бедија. Види, ова невресте колку е способна, нели? Машалла. Ова невресте и како дете беше ваква, нели? Да, се разбира. Овие две се врснички. Невресте и Вахиде. Велам, двете се врснички. Тогаш ние бевме комши. Невресте беше Да, така беше. Уште е толкацка. Молам? Не, ништо не реков. Добро. Ова невресте многу сакаше да плете.
без дупки, да везе вака. Вака, да сука, љубки. Нели невресте? А ова моја прачка сакаше да се шета со чатал по ридовите и планините и да им ги дупнува главите на децата. Нели е така? Така сакаше, нели? Уште од тогаш беше јасно дека Вахиде ќе биде ваква. Така де? Затоа сум ваква? Молчима, како зборуваш така? Еве ти. Ти зошто стоиш? Донеси ајран, ајде. Невресте? Да си жива. Многу е убаво ова. На здравие, нека ви е. Невресте? Керко, уште не се омажи. Нели невресте? Многу прилики имав јас, ама ниеден не ми се допадна. Така ли? Многу среќа да имаш и на нога да ти дојде, невресте. Ама види, јас што ти велам. Сега, веднаш, ако ти се појави прилика, невресте, ке сакаш да се омажиш, нели? Ако е навистина добра прилика, зошто да не сакам да до Хатиџе? Јас сум тетка ти Фатма, дада ти Хатиџе ова. Господја Бедија, Зарифе, Намик, Мустафовски. Прости, тетка Фатма. Ај! Полека. Невресте, птицо, си исплашили? Ама не ми замерува, јас се извинувам. Мајка ми постојано кажува дека јас сум ваква од Господ. Висока сум била, како машко сум, црна сум. Ама што да прави чедо? Ме сака. Мора да ме сака. Да, што да правам, господја Бедија, ја сакам. Чедо. Мустафа, ти ли си? Јас сум кај макавот на Чичо. Рамис, лекарот Рамис. Чичко Рамис? Ти чутни бутни. Не разбрав. Ќе ти кажам. Да влеземе внатре. Секако повели, ајде. Добре дојде. Епа, јас тогаш да си одам. Каде одиш, синко, седи? Да одам. Седи, каде ќе одиш? Да одам, тетко Фатма. Имам работа. Да одам. Ајде тогаш, оди. Ајде вам убав ден и убав мухбет да си имате. Да ти се подлатат разете, невресте. На здравје, нека ти е. Невресте? Што е, птица, се занесе? Да до Хатиџе? Да не имаш некоја мака? Невресте, воопшто не сум расположен. Навистина, Хатиџе. Што стана со твојан Хасан? Што му е на бато Хасан? Леле, колку си била љубопитна, ахесте. Прости, невресте. Тетка Бедија, Хасан не ме слуша ништо. Што и да му кажам, вели не може. Како да прави се за инает. Постојано е нешто нервозен. Може би му избегал умот. Што? Молам? Што рече? Умот велам, може би му избегал умот. Господја Бедија подобро знае. Понекогаш им се случувало на мажите. Така велат, така сум слушнала. И на брат ми му се случи. Ама постои чаре за тоа. Навистина ли е така? Кое му е чарето на ова? Дедо Јазол. Во право си, ма?
Зошто мене не ми текна за ова? Дедо Јазол, Дедо Јазо. Абе, дедо Јазол? Ту, господе Боже, тој дедо Јазол е еден обичен измамник. молчи ма, молчи. Зарем не рече господја Бедија дедо Јазол? Да, ма, дедо Јазол. Дедо Јазол, а. Кај макамот на Чичо, јас разбрав се. Ти биди рад, јас ќе средам се. Ти вечерва гледај да дојдеш кај нас на вечера. Не знам всичко, Рамис, вие зборувате, а мене тука... А мене уф ми иде жештина. Нема што да те фаќа. Реков ќе дојдеш и ќе дојдеш толку. Е, добро. Ајда, ајда. Здраво, Жива. Здраво, Живо. Каде? Кај комендантот Джезми. Имаш закажано? Закажано? Империјата влегува во војна, ти ме прашуваш за закажано. Каква војна? Имам закажано, да. Така кажи бе човек, ајде влези, ајде. Ајде, Киркички, браво, и вратата ја отворија. Ајде, бакни ми рака. Дојди да те бакнем. Многу да го поздравите од мене, тетко Фатма, не заборавајте. Колку душо? Чичко Рамис, да? Ќе го поздравиме и Чичко ти Рамис и нами ќе го поздравиме. Ајде, не вре се. Повторно те чекаме, многу те чекаме. Останете со здравие. Ајде, довидување. Што ти е тебе, Вахиде? Што ти е? Што ми е, мамеко? А многу ми се допадна, жеми Бога, колку е сладка, нели девојчиња? Ајде, одиме, ајде. Каде ќе одиме, мамо? Дедо Јазол, облечете ги палтата, ајде. Умот на ова, ќе одиме кај дедо Јазол сега. По мојот ум ќе одиме, ајде, оди. Ајде, побрзајте. Ајде, побрзајте. Утрово дојде писмо од валијата од Битола. Веќе нема потреба од мобилизација. Грците почнале да се повлекуваат од острова. Да. Султанот Абдулхамид се поставил многу одлучно и ја објавил оваа вест. Нашите бродови од Истанбул тргнале право кон Крит. Убаво. Значи англичаните ги оставиле на половина пат грците. Така се чини. Ама јас сепак не верувам дека оваа работа толку брзо ќе се реши, командантот Джезми. Грците или на Крит, или на некое друго место пак ќе направат некаков проблем. Како и да е, конечно свативме дека сме голема држава, нели? Епа, тоа е добро. Во право си. Епа, време е јас да одам. Мустафа, Абдул е сигурен дека Дилавер има врска со печатарската машина. Таа машина мора да ја нема во таа куќа, Мустафа, инаку... Како е можно, команданте? Знаете дека куќата е цело време под надзор. Знам, ама мене ми текна една добра идеја. Каква? Овие луѓе го следа Дилавер, а не куќата, нели е така? Хасан! Татко Рамис? Без мозок, Хасан! Што се случи, татко Рамис? Глупав, Хасан! Што зборуваш, татко Рамис? Ем без мозок, ем глупав, Хасан! Еве волку да мислеше, немаше да се грижиш за Мерјем. Зошто вака зборуваш, татко Рамис? Тие двајцата се сакале. Кој? Бедија и Џабар. За кого зборуваме сега ние, бре? Дилавер и Мерем се сакале. Ти како го дозна тоа? Хасан, мене ништо не може да ми избега. Ништо не може да ми избега. Ти текнува како се гледа еден со друг, Хасан. А? Ти текна ли, Хасан?
Велиш се сака, татко Рамис. Ако јас речам се сакаат, тогаш значи се сакаат. Штом ја сака Дилавер Мерем, штом Мерем го сака Дилавер, штом овие двајца се сакаат, зошто тогаш Дилавер не и каже право на Мерем дека ја сака? Ти не се мешај тука. Твојот ум не сваќа до толку. Така ли? Така. Хасан, тие вечерва дојдете кај нас на вечера. И да не ти каже, вие ќе дојдевте. Ама јас еве ви велам да дојдете. Штом толку инсистираш, татко Рамис, ке дојдеме. Ајде. Оваа невресте колку добро девојче е. Многу е умно. Како веднаш и текна на дедо Јазол. Браво. Машала, цела вреќа ум. Само на вакви им текнува за дедо Јазол. Абе да се чудиш. Што сакаш од девојчето Вахида? И дома беше толку лоша со неа. Не те разбирам. Не, дадо, нема врска тоа. Многу ми се допадна. Многу е сладка, како шекерче. И вас колку сладко ве бакна, нели дадички? Јас знам зошто прави вака. Зошто прави така? Љубоморна е. Па способна девојка е. Ги знае сите домашни работи. Мора да е тоа. Многу убаво готви. Насекаде чисти убаво. Плетало без дупки. Ете, затоа си љубоморна. Да бе, во право си, многу си во право. Ете, затоа сум многу љубоморна. Еве дојдовме. Зарифе дојдовме? Може би тебе ќе ти најде некое чаре за ушите, дедо Јазол? Хајде, убаво, моје девојче. Хајде. Добре, деде. Види, твоеве се тука. Свесен сум. Ајрлија работа, господа. Ете така, дедо Јазол. Мојот зет не слуша. Воопшто не прави ништо што ќе му кажеме. Само сака да се противи на се што ќе му кажеме. Неговиот ум е врзан, жено. Слушна ли Хатиџе што збори? Вели умот му се врзал. Невресте знаеше точно. Браво, Невресте. Му се врзал умот. О, Боже. Дедо Јазол, ќе треба да ги одврземе тие јазли, ама јас не знам како ќе ги одврземе тие јазли. Што да правиме, а? Како прво за секој јазол се потребни 5 пари, жено. 5 пари ли? Поевтино и од водата, а? Господе. Жено, умот на детево му е врзан со точно 40 јазли. Значи, 40 јазли ќе се одврзат, разбираш? 40 јазли? 40. Што вели? Мамо? 40. 5. Колку чини? 5 и 40. 5 и 40. Не, 45. 5 или 40? Што зборувам овој? Прави 2 златника. Мамо, овој човек е вистински кралец. Молчима! Хатиџе, кај мене има волку. Колку има кај тебе? Има ли кај тебе волку? Мамо, еве волку имам. Уј, еве. Што се случи, дедо Јазол, готово ли е? Се одврзаа ли јазлите? Молчима. Амин, Керко, амин. Амин, Керко. Ајде до Рамис дојде. Дојдете, дечиња, дојдете. Сакате да видите што ви носам?
Шекерче, Ти ја ви благодариме, донесов. дедо Рамис. Ти благодариме, дедо Ајде. Рамис. Земете да видам. Ајде, земи мрсулко. Земи клемпавко. Земи патче. Ово е твое парталко. За тебе не останало хаджали. Се шегувам, бе. Како може да нема? Ово е за тебе. Ајде сега, јадете, јадете. Каде е мајка ви? Еве тука е. Викнете ја, бе. Добре дојдовте, Рами Зага. Добро те најдов, Мерием Керко, како си? Добро сум. Сакав да зборувам со тебе. Ајде да влеземе внатре. Ај ти прва, јас по тебе. Господинот Дилавер ќе оди на вечера кај млекарот Рамис. Таму е многу студено. На доаѓање земете нешто подебело за облекување. Ем толку пари ќе дадеме, ем сами ќе ги одврзуваме јазлите. Алал да ти е дедо јазол. Ваќите, молчи. Како што реков, господја Фатма, јазлите ќе ги одврзуват еден по еден. Последниот јазол ќе го одврзе Хасан, разбра. Дали ме разбравте? Разбравме, многу разбравме. Детето што ќе одврзе, значи Хасан, нема да знае зошто одврзува. Ако му кажете, ова работа ќе се расипе. Така ли? Разбравме, многу добро разбравме. Мораме да разбереме толку пари дадовме. Ајде. Ајде, девојки, си одиме, ајде. Фала му на Бога. Господја Фатма, Молам? дај уште една пара, па да и го заврзам јазикот на оваа твоја керка. Навистина ли? Јазикот на оваа моја долга керка е многу долг. Не се доволни 40 јазли. А јас немам толку пари. Друг пат, ако даде Господ, Ти си знаеш, ти. Не сум при пари, да си жив. Ајде, со здравје. Ајде друг пат. Ајде, сладко зборлива керко моја. Повелете. Да си жива. Да си жива. Да ти се позлатат рацете, многу е убаво. На здравје, чичко Рамис. Мерием, седни малку крши мене. Седни. Ај погоди што ќе ти кажам. Не знам, Рами Сага. Што ќе ми кажеш? Знаеш. Јас ќе ти кажам едно име, а ти веднаш ќе разбереш. Кој е тоа име? Дилавер. Ирлија работа, Бајтар Ефенди. Намик, Добро добре време. дојде. Алекс, како е? Море, добар. Така? Добар е. Ајде да влезам да го видам само. Секако влези, неколку дена нема видено никој друг освен мене. Кај да е, ке боктисаме еден на друг, море. Ајде. Значи, вечерва оди во куќата на млекарот Рамис на вечера, така? Да, господине. Така, ајде излези. Полека. Подобро одиш сега. Ќе се опоравиш, Алекс. Зарифе? Зарифе како е? Добро е. И таа е добра. Криеш нешто од мене. Алекс, не сакам да те лажам. Не слуша. Зошто? Поради повредите што ги добила. Ама со време ќе се подобри. Се поради мене. Се додека сум тука, ќе иштетам на Зарифе. Никогаш нема да си простам, Мустафа. Ти за ништо не си виновен.
Мустафа, Молам. колку време ми треба за да оздравам? За да тргнам на долг пат. Јас донесов одлука. Си одам од тука. Си одиш ли? Далеко од Песочан. Далеко од Македонија. Далеко од Румелија. Ова е најдобро за сите. Што се случи бе, море, намик? Кој ќе стане внук ми на нозе? Кој ќе може да се бори со мене, а? Фатма! Фатма, јас дојдов! Фатма, што правите вие? Одврзува јазли за Хасан, татичко. Зошто? Не прашувај, Рамис ефенди, ич не прашувај што не снашло, ич не прашувај. Мислам дека добро ќе сториш ако прашаш, татко. Вахиде. Рамис ефенди, умот на Хасан, еве вака е врзан. Што зборуваш, Фатма? Да, Вистината ја кажува тато. Така е. Хасан постојано вика, не го прави тоа што му го кажуваме. И велат дека му се врзал умот. Хасан е врзан во умот, така ли? Да. Еве вака му се врзал умот, ваков станал. И штом било така, ние сите отидовме кај дедо Јазол. Дуваше, баеше, требало да одврземе 40 јазли. Ама 40-тиот морал Хасан да го одврзе сам. Ама нема да му кажеме зошто го одврзува. Така каже дедо Јазол. Инаку работата ќе се расипела. Да ти кажам ли што е најважно, тато? Не треба молчи. Не, нека каже. Кажи, Вахиде, кажи. Дедо Јазол оваа работа ја прави за здравје. Не побара ни пара од нас. Тоа сакав да ти кажам. Добро, браво, добро е. Рамис ефенди, кажи сега како ние ќе го натераме Хасан да го одврзе овој 40-тиот јазол, а? Хајде. Јас знам како ќе го натерам. Знаеш ли? Знам. Хасан ќе дојде, нели? И Дилавер ќе дојде. Каква врска има Дилавер со ова? И тој е посебен јазол. Ама оваа вечер Топтан ќе ги одврземе. Дај Боже. Мајко, уште колку остана? Уште малку, синко, ке стасаме живи и здрави, ако даде Господ. Брзо треба да одиме во Песочан. Зошто, што мака имаш? Мајко, мене Зарифе многу ми недостига. Не можам да издржам. Нели се селиме таму, ќе ја гледаш колку сакаш, така? Сосема ќе се преселиме, нели, мајко? Сосема се селиме, синко. Добро тогаш. Ке мислиш везирска софра е. Сите ги собрал. Повели, мајко? Не, ништо. Не ти зборувам тебе. Фатма, каде е тоа јадење? Треба доправа да зборувам. Пукнали? Еве доаѓа. Внук му на млекарот Рамис Арно ни кажал. Требаше подебело да се облечеме. Сега сите во себе убаво да размислите. Татко Рамис, зошто не собра тука сите? Умен мој мажу, како знаеш, е? Не ме прекинувај, Фатма. Добро те молчам. Јас сега, без да должам, ќе ви кажам.
Без да должам ќе кажам, без да има потреба да се прашувате повеќе меѓу себе. Добро би било, татко Рамис, добро. Не го прекинуве татко ми Хасан? Хасан, не ме прекинувај! Животот што го живееме, всушност, е долг пат со угорнини и удолнини, деца. Долг пат. Пак почна. Фатма. Добро де молчам. Животот што ние го живееме, да ја скратам приказната, да не го должам муабетот. Да скратам. Господе Злате, многу ти благодарам, Галибе заврши. Фатма, ти не слушаш. Ти не слушаш и тие не слушаат. Слушај ме мене. Јас те слушам, татко Рамис, те слушам. Хасан, животот понекогаш е јазол. Јазол е. Јазли за кои мислиме дека нема да се одврзат. Ќе дојде ден кога ќе се одврзат. Сега ние ова вечер тука ќе одврземе еден јазол за кој мислиме дека не може да се одврзе. Господе Боже, Галиба не завршува. Завршува. Сега ќе го одврзам јазолот. Види. На Чичо кај макамот Дилавер и ќерка ни Мерием се сакале еден со друг и решиле да се земат. Мерием ли? Што? Што зборуваш, бе ти? Што зборуваш? Првиот јазол е Што готов. зборуваш? Што, леле? Вистина ли е? Леле? Господи Боже. Само... Што? Само- Што? Хасан ќе даде дозвола да се земат. Ако не дозволи, нема да се земат. Ајде да те видам, Хасан. Ти што велиш? Корамис, што ме така, што се сакаат, јас велам со среќа нека име. Со среќа нека е. Па тогаш нека име со среќа. Браво! Тогаш јазолот Хасан ќе го одврзе. Хасан ќе го одврзе овој јазол. Ако го одврзе овој јазол, се ќе биде. Ајде, одврзи го. Ајде. Мој умен мажу. Сите не затече, ама на крајот со еден камен удри две птички. Браво! Многу е тешко, јас не можам. Одма, Хасан. Хасан, тоа не се одврзува со мислење. Земи го да те видам. Ти нели си шивач? Извлечи го. Вака? Тата? Вака е многу лесно, ќе го одврзам. Ти благодарам, Господа. Ајде, дајте аплауз, со среќа нека ви е. Хатидже, гледај. Ајде да видиме. Дојди. Ајде да одиме. Ајде, добра ноќ. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Ајде, убаво да спиете, довидување. Одете внимателно. Добро, тата. Ова работа се случи и заврши, Фатма. Ајде, добра ноќ на сите. Добра ноќ. Ајде. Ајде си легнеме. Добро дека легнеме. Ајде. Вахиде, донеси ги девојчињата. Ајде, дојди. Да. Молам. Кај макамот на Чичо и дада Мерием ке се земат, нели? Така е, ке се земат. Тие двајца многу се сакаат. Така е, се сакаат. Ајде.
Чудно, господине Дилавер, чудно. Јас сум восхитен од вашиот вкус за литература. Најдовте ли нешто? Не, господине. Долу има магазин, нема ништо. Си одиме. Хасан, Молам, да ги земеме и децата со Полека, нас? деца. еми така правиме? Хасан, ајде. Ајде, Во ред ќе дојдам. ајде. Во ред ќе дојде. Прво ние ќе одиме, а мама после ќе дојде. Господја Меријам, да е жив и здрав Чичко Рамис со тоа што се вмеша во работава и се случи толку брзо. Всушност тој да не се вмешаше, јас не би се отворил. Во моментов, на овој начин, не би биле овде. Не би биле овде. Господја Меријам, би сакал повторно да кажам дека јас не сакам да се оженам со вас само за да останам во Песочан. Мислам, тоа не е вистинската причина. Господјо Меријам, јас веќе долго време вас, всушност уште од моментот кога Мамо, прв пат нема ли да си дојдеш? Јас морам да влезам внатре, господине Дилавер. Хајче, али дојде вамо? може ли утре повторно да ве видам? Моето маженце е вистински лав. Дојди да те бакне твојата женичка. Дојди. Лалда му е на мојот маж. А лалда ти е со еден камен утепа две птици. Браво. Утепав, нели? Се разбира дека утепа. Требаше Хасан да го одврзе јазалот. Како успеа да го убедиш, а? Хасан да го одврзе јазалот. Размислував и го одврза. Кога мислиш, убаво смислуваш. Сакаше да ги споиш Мейрем и Дилавер. Кога мислеше за тоа, бе, човеку? Види ги овие. Што се? Знам де очи. Точно. Што е ова? Добро де глава. Не погоди. Ум. И ништо веќе нема да кажам. Дојди да ти го бакнам умот. Много, моето маженце. Рамис Ефенди. Знаеш ли, направи многу голем себап. Многу голем. Многу. Фатма. Што? Дали сакаш вечерва да ти направам голем себап? Сакам. Како може да не сакам? Што треба да направам? Дувни во ламбана.